Денес, луѓето во овој свет се уште велат. Тој стана обичен човек и тврди дека е Бог, исто како пред 2000 години. Навистина е жално. Во Библијата, создавање поглавје прво покажува дека Бог го создал човештвото според својот лик, со изглед на машки и женски лик. Зарем не е очигледно дека постои Бог со машки лик и Бог со женски лик? Тогаш не само Бог Отецот, туку и кој друг? Вистинската вера е онаа што ни овозможува да ја примиме Бог мајката. Во Евреите, поглавје 9, пишува: ќе се појави повтор пат за да донесе спасение на оние што го чекаат. Кога ќе дојде повтор пат, зарем не треба да можеме да го примиме дури и ако дојде во тело? Бог не доаѓа од кое било место, туку како Спасител. Тој доаѓа на Сион, следствено, треба внимателно да обрнеме внимание на Сион. Какво место е Сион? Без да обрнат големо внимание, тие се подготвени да фрлаат камења, велејки: тој, обичен човек, тврди дека е Бог, исто како пред 2000 години. Иако Бог дојде на оваа земја со знакот на Пасхата, символот на вечниот живот, причината зошто истата опозиција и пречка се случуваат сега како и пред 2000 години е тоа што тие не го разбраа спасението донесено од Месијата како Спасител. Сепак, ако Бог е нашиот Отец, природно, кој треба да биде покрај Него? Треба да биде нашата мајка. Да погледнеме во Галатјаните, поглавје 4. Галатјаните, поглавје 4, стих 26. А горниот Ерусалим е слободен, тој е. Која е таа? Овде, горниот се однесува на небото, односно на Царството Небесно. А горниот Ерусалим е слободен, тој е мајка на сите нас. Кој вели дека го имаме? Ја имаме нашата духовна мајка. Овде е напишано, нашата мајка, дали е таа физичката мајка на апостол Павле? Не, таа што е горе, односно на небото, не е никој друг освен нашата мајка, која ги роди сите наши души и ни даде живот. Бог веќе разбуди за овој факт почнувајќи од создавање поглавје 1. Ние ја примаме Бог мајката според учењата на Библијата и ја шириме радосната вест за Бог мајката низ целиот свет. Сепак, во времето на пророштвото, сведочејки како Евангелието се исполнува од Отецот и мајката, без да го препознаат ова, луѓето прашуваат: што точно прави црквата Божја за да напредува исклучително од ден на ден? Зарем не треба само да ги следиме учењата на Библијата? Зарем целта на нашата вера не е вечното спасение и Царството Небесно? Евангелието мора да напредува во вера која се стреми да постигне спасение во согласност со Божјата волја. Бог вели: бидејќи доказот за моето постоење е во Библијата, испитајте ја внимателно. Така, треба да ја читаме Библијата опширно. Кога ја читаме Библијата, гледаме дека таа ја спомнува Бог мајката, и Бог научи за ова преку неговите зборови. Не смееме да го негираме тоа. Зарем не е така? Да го разгледаме учењето од Откровение, поглавје 22, стих 17. И Духот и невестата велат. Во Светата Троица, Светиот Дух се однесува на Бог со машки аспект, односно Бог Отецот, нели? Која природно е невестата на Бог Отецот? Бог мајката. Каква порака дадоа Бог Отецот и Бог мајката? Дојди. Каде? Повикуваат да дојдеме во Сион, каде што престојуваат Отецот и мајката. Тогаш да видиме зошто повика. Дојди и кој ќе чуе, нека каже, дојди и кој е жеден, нека дојде и кој сака, што рекоа тие. Нека земе од водата на животот, што дава вечен живот, даром. Во книгата Откровение, самиот крај на Библијата, тоа е изложено вака. Мораме да ги бараме Отецот и мајката и да одиме. Зошто? Кога Бог доаѓа на оваа земја како Духот и невестата и вели: дојди, не смееме да не одговориме на поканата.
Поединците кои се стремат да влезат во Царството Небесно и сакаат спасение, како и оние кои замислуваат светла иднина, мора да одат во црквата каде што повикуваат Духот и невестата. Каден повикуваат Отецот и Мајката да дојдеме. Сион, каде што дојдовме јас и вие, црквата Божја која ги чува празниците. Бог ги повикува сите да дојдат овде сега.